гледаш не у неа, у висина на камерата од зидот. Као блесав малце. Не можеш ти мене за телевизија ми кажеш? Кој бил на телевизија поише? Јас. Абе, ајде. Здраво, како си? А ви како те? Дојдовте во емисијата. Добро ве најдовме. Конечно добро ве најдовме. После 5 месеци. Не, и подолго. Често седите на овој шанк? Па да, јас кога готвам, А ја кога уживам? Често готвиш, Перо? паста, кокоша јуха од 10 денари, говецка јуха и туна ќе си отварам толку. Чекај, Мада, не лажи, јадењето прво не лажи, не ништо лажи. не јадам. Он е вегетаријанец и јас мора да се привикнувам и јадев, како да тие бургери? Веќе бургери. Веге бургери, мора да кажам дека е добар бургерот. Најубав. Абе, без да осетиш плескавица не иде. Поштено немам никаков проблем, си јадам гравче, грашак, леќа, сивни соем whey протеин. Природно. Ја тренирам повеќе од Перо. Реално во животот. Сега. А кој ќе се извади просек? Не зборам за просек, сега и математика виша. Сега, последниве 2 години и повеќе, тренирам далеку повеќе од Перо. Да, се согласувам јас. Тотално различно она со тие дамблбел, како се вика тие? Како се вика тие? Кеттлбел. Кеттлбел, лево, десно Не, гледа. скроз различни тренинзи. Ја ги сакам мрзливите вежби. Лат, пул даун, бенч, кај што не треба да се движам многу. Ја, напротив, ништо такво, досадно ми е. 2018-та, ја не фрам марта, крајна мај, средина јуни, тука негде беше крајно. Имаше понуди за да се настави, но кој ќе се даде рака кај мене изборе дадена тоа што Тодор Гечевски кажавме, да го трнеме криминалот од кошарката, да ги вратиме условите, дадов рака, али како викаат, како ќе дадеш рака, уште нови понуди стига. Стигна 1.600.000 кина за 6 месеци, пола милион Армани, али нема уста рекла, уста одрекла, бар за тоа. И трнавме друга работа која не очекував дека ќе има толку проблеми во нашата држава, но ќе се избориме до крај. Ти ќе одиш по него ако оди некаде? Имаше разговор. Ајде кажи што чути. Сега за сега најверојатно не. Не, просто кажи не. Имаме фамилиарен приватен бизнис веќе 30 години и моментално сум менаџер на компанијата од пред некоја година, да. Се бавиме со прехрана и фокусирана сум сега моментално на развивање на нови продукти на пазарот. Супер. Како на пример? Чоклет И бабл. и bubble tea. Уште го немам пробано. Не го пробаа многу луѓе, јас треба да идам до продажните места Да си купам едно. Да напри промет. И ти имаш 2 момчиња, и ти имаш 2 момчиња. 3 и денеска полни најстариот 18 години. Значи, или бев млад татко тогаш, или сега сум стар. Не знам како да се дефинира. Па да, живи се доста, ама не знам, вајле е навика, а и мајката е така пожива, па некако се уклопуваме. Јас си купив флипер, тоа ми е едина раздона да PlayStation играв до 2004-та, FIFA бев неприкосновен. Сега ме газат и во NBA и во било кое. И плейката ја чувам оваа четворката, зашто ми има на играта таа, сепак е таа некое детско достигнуче, како викаат, да ти има во игра. Да не изгледаш како хероглиф, да изгледаш баш како што треба. Кажете ми, кој од вас е позабавен? Ја, Ајде. Се согласувам. За мир у куќа како викаат, се согласувам. А кој е понервозен? Дона. Ја трпам, ја трпам и тоа е темпирана бомба. не трпи. Се ви јасно се. До многу. Мојот карактер никогаш не бројал, али реков, ајде да видиме, може во мене било Па проблема. може би вредам да брои. Така да, Компромис. Кој од вас прави компромис? огромен јас. Огромен. Со 5000 вати. 1, 2, 3, 4, 5. Се шалам. Не може, остави ја малце
да си изгаси жарчето и после ќе се врати пак исто. Знаеш како добивам многу често се сериозно фидбек на Инстаграм во онлайн пораки дека стварно тоа некому помага. Не е само да напишеме се направиме паметни, него ептен ми е драго кога ќе видам дека некому стварно помогнало тоа што и да сум споделила и напишала и затоа се почесто знам да споделам и лични искуства и личен проблем, да знаеш малце да се изгуби онаа фама дека се совршено на Инстаграм, него дека сите да си имаме свој муд и дека сите може да избегаме надвор од колосекот. Се согласувам тотално поради тоа што многу станавме негативен народ, ама за себе, али за други гости ние сме не постои подобар домакин од македонецот. Но за себе сме така негативни, гледаме да наштетиме, не го познавам тој македонски народ. Само се радуваме на успех, а не се радуваме или поддршка да бидеме на која ти има неуспех, тоа е нормално да има. А дури и замерка на успех имаме, тоа ни е најјакиот. Имаме, требало да бидеме, ама добро, тоа е ново, сега спортски го гледам, Сања може да коментира тоа од друга гледна точка. Спортски, ако денеска победува кошарката, сите идеме на кошарка, се запишеме. Утре ракомет, сите на ракомет. Па беа одбојкарите, треба едноставно, јас реков, во лошо треба повеќе поддршка и разбирање и трпение. Поради тоа што ќе дојде смена на генерации, не само во кошарката, во фудбалот, во одбојката и гледате полека, имавме 4 години еден циклус, имавме златен медал ова лето од децата. Сања, твоите деца играат фудбал, така? И ја игра фудбал, да, постариот, а малиот сега покажа некој афинитет и љубов за пливање, па изгледа ќе почнуваме да плива. Најстариот кошарка, средниот кошарка, третиот фудбалер. И да ви кажем дека сум презадоволен, само што дел од денот посветуваат на физичка активност, да тренираат и тоа фали кај децата. Знам дека Сергеј Бубка има истражување, како беше, 2 евра вложени во спорт, сменуваат 7 евра вложени во здравство. Да ги лечат, да се исправуваат се. Се разбира, јас. Не попуштам никад ни на моите деца, како год да е, нека биде и плюс, минус, ќе изгуби. Држам инат до крај и со моите деца, со мојот роден брат, еве ќе ви кажам случка, во Бугарија играме финале. Татко ми и мајка ми доаѓаат на финале, јас бев најдобар играч во бугарското првенство и брат ми влага да игра. Ја го удирам брат ми. Промашува, го удирам пак. Он не ми е брат 40 минути. Или против син ми да играм, верувајте дека ќе играм исто како против противник да е некој. Едноставно мојот тим е мојот тим. И јас играм за тимот, јас сум професионалец, после надпреварот може да идеме да бидеме професионални на друго место. Така да исто Сања, исто. Нема шанси. Ни желба, ни желба. Кога се зафркавам со децава, иначе некоја посебна желба не. Ама сакам да го гледам, да ми пушта кога игра. Ајде покажи ми најдобар кошаркарски потек со раце. Со раце шут, не може, мора да станам. Шутче, еве го овака изгледа, и ти како изгледа? Брачета? Кукоч. И треба го заглавиш на крај да Ја учев, мораш до крај, она ваки прави. Ме интересира, двајцата сте луѓе што даваат совети. Твоите совети како се разликуваат од нејзините совети? Моите се поубави, попаметни. Може да кажам дека она знае побо да објасни, да го разложи тоа поддршка, као што треба. Јас сум малце по-краток и груб, да кажам, али искрен и директен за тира. Директна и она на женствен начин го прави тоа. Добро, мислам дека природно жените имаат поголема дарба повеќе да објаснуваат и по-детално да се влабат во проблемот, да го анализираат и на делчиња да го поделат. Емоции, не знам. Машките знаат да ги сокријат емоциите. Машките знаат да ги сокријат емоциите, а жена колку што знае да биде на моменти цврста, не знам маж со емоција дали може до таму да издржи цврстина. Искрено мислам дека жените многу добро знаат да ги схендлаат емоциите и да вклучат и рацио. А маж кога вистински има емоции, рациото реално може да му клапне.
Сега да ми даеш Samsung, не знам, лево десо, знам тоа, сега апликации, ќе се научам, iPhone ми е и у воžња знам како. Како Nokia на времето 3310, знаеш да пишеш и порака да извадиш. Не, Nokia-та ми е тао. А Се Ериксон. сеќаш на мој? Си го најдов. И работи се. Ова е лекот за денешницата и за децата. Има змија, не знам на овој што имаше. Некој, игрите, нема не на Nokia. И ова е едино. Гледате и на концерти кој си иде. Не е за блиц, нема ни камера. Нема ни камера. Него сите снимаат, уживај го моментот, уживај ги тие со другарите си. Ме разбирате што се кажа. Тешка е за концерти. Сме биле, али критичари на моите концерти. Види енергијата, види емоцијата. Јас сакам перформерот да има енергија. Ти ако немаш енергија кога застанеш на сцена да блештиш, значи ти не можеш да бидеш перформер, значи не можеш да бидеш ни пејач, ни водител, ни ништо слично и не треба да се бавиш со таа професија. Ако имаш прекрасен глас, а немаш стас и енергија да го изнесеш тоа на сцена, ти не треба да држиш концерт. Ме умори која видов на сцена, нема да забавуваш. Не кажуваме за која, пошто пријател. Песните се не се за машко например. Не, Ќе се возбезам, треба да сме во кафана и тогаш ќе се покаже мојот талент. А каква музика слушаш? Зависи. Например, пред толку е кај мене жановите, кој ќе спијам, пуштам sleeping music, сакам тоа некои фреквенции и тие работи. Во кола, ако се вози на долг пат, се пушта некој Дуле, поздрав, добро дошли ми Дуле, BDM група, он ми стави сега 1038 песни по 8 минути и да ме држи. Хип-хоп обожавам се, помалце, децата обожаваат, иначе јас сум кирилица, шема. И македонска, и српска. Последно време, иако не е својствено за мене, македонска музика сакам да слушам. И македонска радио. Многу јако, имаме многу. Да, па ти на почетокот сите не беа заеднички, си се пуштавме преку песни. Ја и пуштам песна, она вика, ова е мојата, вика, леле, исти сме, ја пуштам, ова е моја. И шо и да кажам, викаше дај. Хорор филмовите ни се Да. заеднички. Многу сака преку хорор филмови. Она сака да гледа. И мразам кој ќе штрекне, знаеш, сакам да сум опушен дом. Знаеш како гледа Перо хорор филм? Го пушта хорор филмот и го коментира од типот, например, ја го гледам како филм, како пластика, а он е внесен таму, значи он е Холивуд, више режисерот. Кај одиш таму сега, со топката, гледаш сега место да отиде десно, он иде по топката, кај има дупка. Овдека светло, има утемницата иде, па нормално е кај страшно утемницата, и он се расправа со тоа. Гледаме нан, има светло таму, и топката му излага од темницата, и оја шутира таму, и пак некој го вика и он вака гледа, иде. Викам, зашто да идеш таму? Јас да слушам некој. Им се кара, не Као баба ми тоа гледа. И еднаш гледавме The Nun. Она не сака science fiction, не сака Marvel. Не сакам Marvel, сакам реални, сакам документарни. Не, сакаш драми, love stories и тие работи. Па ја не сакам тоа. Јас сум љубов и разбирање. Како? Како што? Не сум знаел. Прави junk food? А како ја одржуваш форма? Кога играв кошарка, стварно важно е да се јаде и здраво све, али кога имаш, во наше време имаше многу тренинзи. Значи може да изедеш што сакаш, али во Америка посебно Taco Bell, Pizza Hut, кој ќе идеш по Applebee's, Fridays, не знаеш што да нарачаш, менито вака го држав. Се рече имам големи прсти и тој јас сум другарче седам и ја викам ова. How many people? Викам, just us. Абе, донеси шефе, ти жив, ти се. Нами ја никогаш джанк реално да изедам. Ама што знам, сакам така, кој си го направам оброкот, сакам да ми е, барем да има нешто хелти. Или, ако сум јадела нешто нездраво, да речеме денес, сакам хелти да вечер. Пошто мора да прави дружба некојаш. А не, некој, кај се кажа јадеме, реков, избери ти. Не, ти избери, јас ки си најдам нешто таму. И ки изберам негде кај немам ништо, јас ки те почекам јас. Значи ти се одјадува. Што има за мене тука краставица? Знаеш што ја однесов во мрзенци. Значи имаш салата, леп, имаш тоа намазот, не знам што е со јајца,
Па снајди се ако не јадеш сега плескавица таму и да не јадеш и печење, не иде. Ти си крив. Чекај, немој така Кажа и пред да камера ти сега. си крив. Кажа ти, јас ќе си најдам Ја идеме таму. викам ти си крив, ти викаш да и си идеме Не на е следна така, не е тема. така, ајде на камера. Не, нема шанси, Да, 50, да. 50, до О, 80, нервен 20, она. Нервен си. О, кој Еве ќе сега, почне баба и само спушти телефон и чекај да ти се јави, кој ќе се смири. Прашај дали се смирила, дали овако, пак спушти. Се знае. Си знае дека сум ја. Пред тебе кажа. Не, кога сме во странство, ми смета, пошто го знаат, мене не ме Ма, знаат. ако тука беше не ми идеме? смета. Спанулис, Васили Спанулис, легенда на Евролига, најдобар стрелец, сега е втор. Не имам ја еден дел кај што ја не се воодушевувам на познати луѓе, не знам, немам доживување некоја да видам, не знам кој да е најпознат на светот. Цела европска Не кошарка. доживувам некако посебно дека треба да паднам у несвест пред тој човек, не знам зашто. Го Не, ова- почитувам се, браво за целата кариера, ама сега се превртам, не баш. Вака седи. Му се повлекуваат дрес, сите скандираат. Сења добро? Да. Дај да изгуби малце да му се не види. И такви се тие некои секојдневни проблеми. Кога го имаш направено последниот склеп? Поише ќе направам од тебе, знаеш. Дали знаеш дека од Дина те направам сигурно еден поише од тебе? Не тебе, може во следната емисија Да и тоа да снимиме. Кафана, фитнес, лево, десно да наредиме. Реалити чек. Реалити чек, да. Фитнес рутина или со деца е потешко? О, со деца. Пошто мора малку би повеќе психата да ја уклучиш и компромисот и нервите на фул, на макс. Јас многу млад тоа го поминав, така да имам син 18 годишен, 12 и 9. Сега се други бубачки проблеми. Позитивни се тие. Кој чија кола ќе биде, кој кај ќе живеел. Петар каже најака прича. Вика си караат кажуваат ја Ферарито ќе го возам, ја ќе возам Мерцедесот, и викам не, дечки, лепоти мои, тоа се на тато коли. Не бе тато, ти ќе си стар, ќе си, јас слушам, што рече? Ти ќе си стар, ќе си умрен, ние ќе ги возиме тато. Викам, чекајте бе, тато 40 години има да му се не види. Многу рано. Да не се они, реална прича, сите кои се родители знаат за кој се живее. Посебно еве ја ќе кажам и Сања, мислам дека ќе се сложи 20 години надвор од Македонија, си заработил многу, си потрошил повеќе, не знам тоа како може да е реално, знаеш. Што ти има тоа научено? Дека луѓето мислат дека со пари е полесно. Полесно може да се оди на доктор, да се најдат врски. Со пари губиш тие основни вредности, цело време си у некоја параноја, позитивна параноја ќе ја кажам, поради тоа што управо е таа параноја да ти кажува кои ти се другари, кои се уз тебе заради помош некоја, заради некоја услуга. И едноставно како каже татко ми, ќе сватиш, ќе дојдеш ти во моите години, па ќе сватиш. Мал круг на луѓе, блиски, не мора да се шири, едноставно немаш ни приватност во град, во држава, едва чекаат било што да се деси, да не е вистина, да направат бумо тоа само заради кликови, али не би менјал ништо. Све тоа школа, јас и на преварите викав, ни една надпревар немам изгубено. Како? Имам изгубено ако го изгубам ист начин како првиот што сум го изгубил. Секој надпревар го учам играчот, кои му се негови карактеристики, како ја да се поправам, кои ми се моите мани. Така да пробувам и овде да учам во овој надпревар, али тешко. Мир. Ме научила како изгледа мир и немир, али поише мир. Држам баланс. И да го скрасам малце животот, да не го живеам тој турбо дизел. Injection живот, дека има убавени во други работи. Да се ја разбудам и почитувам малце повеќе женската енергија и да ја пронајдам убавината на женственоста и дека една жена без разлика дали е сама со деца во животот или не, дека не може да биде и маж, и жена, и тетка, и стрико, и баба, и дедо, него треба да се чувствува и сака улогата на мајка и улогата на партнерка. И дека ако жена се чувствува комотна во таа кожа, без разлика дали е мајка или не, но ете и девојка и било како, мислам дека
огромен процент од животот коцките и се поклопуваат и функционира со побава енергија и живее далеку побаво. Зрачи. Мене навистина од перо наваму ми се случува, буквално по улица ме прашаат, баш ради тоа зрачење, што си сменила на себе. Не шатира перо, во Мејфер се шатира. Да. Буквално да ме прашаат што сум сменила на себе, а не сум сменила ништо, само енергијата се сменила, односно само тоа што научив да се влезам во женската енергија колку толку. Од време на време. Кога ќе заврши се, застаните си тука надвор и уклучите камера. Знаете што мислам ја? Мислам дека доста сме специфични двајцата како ликови и за вака поспецифичен човек, да не речам народно кажано до негде терсене, е многу ексклучително тешко да најдеш некој што ќе те прифати оригинален таков каков што си. Све е купено, за да гребе, она гребе по каучи, по маси, по столици, кожни се. Као на мене, све ми е купено па гребе. Не, ти правиш проблеми со. Поча. Ете на тоа натаму. На овако, на не. Street Fighter. Како не Street знам Fighter што пепел. Скок пук. Не бе Cadillac and Dinosaurs боже, боле. Па го има. Мустафа, па таа е таа Cadillac and Dinosaurs. Мустафа како беше те? Cadillac and Dinosaurs, ако не знаеш каде. Бангот е најврв игра за таму. Street Fighter. Едвај го, па го начекав, еден си земав, деца почнаа дак, им купив и на нив еден за дома, не играјте на мојот, играте си на вашиот. Сакаш да те уплашам на сред емисија? Ко зло најголемо, у мал пакет, си лежиш, гледаш филм, она се крие и да те плаши. Ја дома, ја не се, нема да се исплашам на улица, тука дома сум опуштен. Па те лежи со главата, видела на Инстаграм. Па те тука ја пукам, ги правам пука, те плаши, има видео. Па те хорор гледаме нан, она седи таму, се покрива со кебето. А го остепи, да. Како надно средо, кој напри. Ха! Шо? Кој превела на 40 години, да му се не види. Муа!